Штипските местности Кумлак и Суитлак покриени со цветови. Растут е еден од символите на градот – бадемот. Временските услови кои во изминатите 2 недели владеат на територијата на Штип и Штипско придонесуваат да се подигне температурата на почвата, со тоа да се активираат размената на материите во самото растение, што значи дека дел од овошните култури ја започнале својата вегетација. Доказ за тоа се веќе и бадемите кои сте први како овошен вид кои отвораат во нашата општина. Овие временски услови му погодуваат за да може да ги задоволи своите основни потреби за раст и развој, непречен раст и развој. Цветовите на бадемот за штипјани од секогаш биле предвесници на пролетта и воведво на јубавото годишно време. Лека да почнуваат да се будат дрвата, да се будат. Да, сега ама многу топло, многу рано фаќа некој. Измене се климата, измене се времето, не знам. Убаво, дрвата расцветат, времето убаво, сите излезат, четат се, од убавина нема, бија се на убаво направено. Бадемите, односно миндалот по штипски, заедно со црешите, се еден од символите на градот и нивните цветови ги краселе Суитлакот и Кумлакот од помтивека. Дека миндали имаше многу и по лозијата и по вака полјаните. Се сеќавам дека кога ќе расцвета миндалите, беше прекрасно, као тепих, пролет, убаво се шеташе по поле. Кој има поледелски работи си врши работа, кој нема се шета као мене пензионерски и така. Несовесни и неодговорни голем дел од дрвјата уништија. Па Штипски Исар размислува бадемите повторно да ги врати во градот. Едно време градот Штип располагаше со бадемови дрвца. Штипани ги викаат миндалови дрвца. Ги имаше на потек Кумлакот, по течение на река Отиња. Ги имаше позади болницата сега и ги имаше многу места на ридиштата околу град Штип. И градот имаше еден, можеби да кажем, магичен изглед. И сега една иницијатива има кај нас во јавното предпријатие Исар, тој магичен изглед на град Штип повторно да го вратиме. Бадемите се првите предвесници на пролетта. По нив следуваат кајсиите, праските и црешите. Сонцето ги мами цветовите надвор, но зимата уште не се предава, па да се надеваме дека годинава мразот нема да ни го собере плодот.